Почитувани граѓани од Пелагонискиот регион, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, почитувани градоначалници овде присутни, почитуван директоре на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, драги земјоделци, почитувани граѓани. Денеска, од најголемата житница во нашата земја, од Пелагонија, го промовираме почетокот на реализацијата на мерката за поевтино гориво за земјоделската механизација. За мерката од програмата за директни плаќања обезбедивме 200 милиони денари. Толку пари ќе се вратат назад кај земјоделците. Со оваа мерка ќе бидат офатени 55.000 земјоделци кои имаат градинарски и полјоделски култури, лозови и овошни насади. Државата ќе ги покрие 30% од трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација. Поевтина или зелена нафта земјоделците бараа повеќе од 10 години. Најголемиот трошок во производството отпаѓа на нафтата и кога цената е висока, тоа ги прави земјоделските производи неконкурентни на домашниот и на странските пазари. Токму затоа, на почетокот на мандатот меѓу првите мерки на кои почнавме сериозно да работиме, беше можноста да воведеме зелена нафта. Знаевме дека така најмногу ќе им помогнеме на земјоделците да ги намалат производните трошоци, да имаат порентабилно производство и крајно да заработат повеќе. На овој начин и субвенциите кои се одвојуваат за оваа намена ќе имаат и развоен ефект, бидејќи директно ќе се користат во производството и ќе создаваат нова вредност. Започнуваме со 30% поевтина нафта, со тенденција субвенцијата да се зголеми до 50% од малопродажната цена на горивото. Пресметката, кој земјоделец колку пари ќе има на картичката, ќе зависи од видот на производството кој го пријавил за субвенции. Ќе споделам неколку примери за да биде појасно. Согласно методологијата, пример за хектар јаболка, круша, слива, вишна, кајсија, треша, јагода на отворено, малина, капина и буровинка, поддршката по хектар ќе биде 2800 денари и во согласност со тоа колку хектари има пријавено, толку ќе биде вкупната поддршка за самиот субјект. За пченица, јачмен, пченка, овес, рж, орис, хелда изнесува 750 денари по хектар. За хмел, лен, лекја, соја, сончоглед, добиточна репка, луцерка, поддршката 1125 денари по хектар. Најнискиот износ ќе биде одобрен за мали производители, околу 500 денари, а додека највисокиот износ е исто така лимитиран и ќе биде до 100.000 денари. Со персонализираната картичка и со расположливата сума ќе може да се точи исклучиво евродизел гориво за земјоделската механизација. Целта е на овој начин да се поттикнат земјоделските производители да го окрупнат своето производство. Со воведувањето на зелената нафта го исполнивме нашето ветување дадено кон земјоделците за нивно најголемо барање. Продолжуваме да ги слушаме потребите на земјоделците за тоа каков амбиент треба да создаде владата со цел тие да имаат рентабилно и конкурентно производство. Да заработат повеќе, да се зголемува домашното производство на храна, но и да се зголеми извозот на македонски квалитетни земјоделски производи. За секоја сериозна држава, производството на храна е приоритет, а земјоделските производители го имаат местото кое што го заслужуваат. Досега исплативме близу 300 милиони евра субвенции, вложивме 70 милиони евра во системи за наводнување, започнуваме капитални инвестиции во изградба на ладилници, се враќа земјата во рацете на вистинските земјоделци, а полека го решаваме неважното прашање пласманот. За оваа влада земјоделското производство е приоритет. Навистина, со споредба на просечните цени денеска и оние пред 2 години, 4 години, 6 години, резултатите се повеќе од видливи. Парите, почитувани граѓани, ги враќаме кај вас, граѓаните. И на тој начин градиме силна економија, која ќе отвара шанса се повеќе и повеќе за сите наши граѓани. Кога земјоделците имаат повеќе пари, тогаш сите добиваат, тогаш сите имаат. Сите градови во целата држава ќе почувствуваат раздвиженост на економската активност кога се земјоделците стрекни и имаат повеќе пари. На самиот крај на земјоделците им посакувам
со здравје да ги користите картичките за зелената нафта и да го зголемувате земјоделското производство кое представува значајна алка во севкупниот економски раст на земјата. И порака до младите, што и да работите, каде да сте професионално ориентирани, одржувајте и работејте го плодното македонско земјоделско земјиште. Заради тоа што тоа ќе ви биде екстра приход, ќе ви озможи подобра перспектива и ќе продолжите традицијата на вашите родители. Нека е со среќа користењето на зелената нафта. Благодарам. Особено ми е драго што денеска сме тука сите заедно да ги поделиме првите картички за користење на мерката позната како зелена нафта. Ова мерка се воведува за прв пат и тоа во првите 2 години од нашиот мандат. Токму како што ветивме. Со неја ја субвенционираме нафтата за земјоделска механизација и тоа со една единствена цел да го направиме земјоделското производство поконкурентно како на домашниот пазар, така и на европскиот. Со зелена нафта и со сите досегашни превземени мерки ги намалуваме производствените трошоци, а со тоа го правиме домашниот земјоделски сектор поодржлив. Преку оваа мерка и институциите и земјоделците ги прилагодуваме кон заедничка земјоделска политика на Европската Унија, а на сметките на 55.000 земјоделци враќаме околу 200 милиони денари, со што се покрива 30% од трошоците за нафтата. Висината на средствата на платежната картичка зависи од големината на површините и земјоделските култури, а согласно барањата на финансиската поддршка во земјоделство за 2018 година. Преку оваа мерка влијаеме кон значително намалување на производствените трошоци, што за земјоделците значи поекономично производство и поголеми приходи. Од денеска, освен земјоделците од Битола, платежни картички ќе можат да ги подигнат и земјоделците од следниве подрачни единици: Прилеп, Кривогаштани, Штип и Свети Николе. Во текот на наредните денови ќе бидат дистрибуирани картички до останатите подрачни единици. Земјоделците треба до крај на април 2020 година целосно да ги искористат средствата кои им се на картичките. Со утврдениот износ ќе може да купат исклучиво евродизел, гориво за земјоделска механизација, а картичката ќе може да се користи повеќекратно се до целосно трошење на низината вредност. Почитувани, нашата цел како влада и ресорното министерство е да овозможиме соодветна и континуирана поддршка на земјоделците, да ги поттикнеме да ги зголемуваат своите површини, да го зголемат своето производство, да вложуваат во семејните бизниси преку нови инвестиции, да воведуваат нови технологии, да постигнат повисоки стандарди, за да можат да бидат се повеќе застапени на домашниот пазар, како и на пазарите во регионот и пошироко. Само со градење на домашни брендови со препознатив квалитет на земјоделскиот сектор ќе овозможиме континуиран развој. Почитувани, дојде и тој ден да се поделат зелените картички. Благодарам многу.